Добар ден, почитувани, пред вас е најновата Телма амбуланта. Многу жени од различни причини имаат желба или потреба за промена на големината или обликот на своите дојки, така што не чуди што зголемувањето на дојките е еден од најчестите хируршки зафати во естетската хирургија. Дали секоја жена што не е задоволна од изгледот на своите дојки е кандидат за еден ваков зафат? Во кој случај е потребно подигнување на дојките, а кога нивно зголемување? Доколку дојката е целосно отстранета поради карцином, постои ли можност да се врати незината форма и облик со реконструктивна хирургија? За сето ова, повеќе од разговорот со денешниот гостин, професор доктор Боро Џонов, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија во Аџибадем Систина. Професоре, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам за поканата. Големината и обликот на дојките се менува со текот на годините. Зошто тоа се случува? Или еве да започнеме тука, до кога дојките растат и зошто некои жени по 40-та година тврдат дека дојките им се зголемиле? Све е релативно, во суштина. Знаеме дека кај женската популација дури трае пубертетот, тоа е малку порано за разлика од машката популација, негде до 18 до 20 години растат дојките. Во однос на тоа што ќе биде дефинитивно, секако нема дефинитивно. Све се менува во текот на животот, зависи од дали особата раѓала, дали доела. После 40-та година се случуваат интересни работи, затоа што се менува оној пик на естрогените хормони и затоа понекогаш се зголемуваат, понекогаш се намалуваат. Поготово кога жените ќе влезат во менопауза, затоа што тие пикови се различити, кај мал процент нели се срекни, затоа што одеднаш треба да купуваат нови брускалтери, да земаат поголем број, затоа што тој пик на хормоните во тој период се зголемува. Меѓутоа, воглавном, кај 80% се намалува лачењето на женските хормони и има инволуција на самите жлезди во дојките. А тоа значи и намалување, и опуштање на дојките, и менување на нивниот облик, како што биле предходно. Споменавте опуштање на дојките, губење на нивниот волумен. Дали тоа се случува само поради возраста или може да се случи и кај млади жени кои што никогаш не доеле или пак не биле трудни? Секако, зависи од стилот на живот, поготово кога ќе се добие плюс на тежина, затоа што дојката не е ставена само од жлездено ткиво, него има и масно ткиво. Со качување на тежината се зголемува и процентот на масно ткиво во дојките, а со тоа се зголемува и волуменот. Так. Со губење на тежината, поготово со нагло губење на тежината, затоа што за кратко време кога се губи на тежина, настанува повторно се обратен процес, намалување на масното ткиво, кожата веќе е експандирана од предходно е со зголемен волумен, исто така, и затоа се случуваат такви форми да после тоа настанува птоза, кажано професионално, и жените секако не се задоволни од својот изглед. А зошто жените кои што дојат велат дека по завршувањето на процесот на лактацијата, нивните дојки ја изгубиле цврстината, ја изгубиле целосно формата? Истиот процес е, само што сега се случува истото со жлезданото ткиво. Затоа што кога жената е бремена, под наплив на хормоните, настанува бујање на жлезданото ткиво и секако се зголемуваат градите, нели знаеме, и додека дојдат исто така, и се шират и каналите млечни, и затоа добиваат дојките на поголем волумен. Кога ќе завршат сите тие процеси, кога ќе заврши процесот на лактација, секако има инволуција на жлезданото ткиво, а со тоа и намалување на дојките, а со тоа и опуштање на кожата и промена
на нивниот облик. Тоа значи дека жената не мора да дојде да го има овој проблем. Доволно е само да мине низ бременост и повторно да дојде до промена на формата на дојките. Затоа и ние препорачуваме поготово кога се прават некои корекции, поголеми корекции, да е жената завршена, поготово кога се прават редукции на дојки или подигање на дојки, барем да е завршена со една бременост, доколку има план и за втора, да се направи секако после тоа, затоа што обликот се менува, како и да. Нема ништо за стално. Некои се одлучуваат да не дојат за да не им се уништат дојките, но самото тоа значи што минале низ бременост сепак хормоните си го прават своето, да. Хормоните си го прават своето секако. А доколку жената по едно вакво искуство влезе во сала за вежбање и почна да дига тегови, може ли да дојде до корекција на формата? Има и тоа, поготово се препорачуваат вежби за градните мускули, за да се зајакнат оние фиброзни врски кои анатомски ја држат дојката. Секако и носење на ортопедски градници може да ја подобри ситуацијата, меѓутоа не е комплетно. Какви се тие ортопедски градници, професоре? Со посебна подршка која што ќе ја држат дојката поготово во долниот пол. Ние такви користиме за постоперативно после естетски корекции, за да се зачува во првиот период обликот, доколку се вежба, доколку се движа, за џогирање и така натаму, обавезно мора да се носи еден таков ортопедски градник. Професоре, доколку носиме редовно градник, дали тоа ќе го спречи ќе спречи промената на формата на дојките? Можно е некој 20 до 30%, меѓутоа 100% не е можно. Сепак природата и анатомијата и самото ткиво си го прават своето. Незадоволството од големината и од формата на дојките кај некои жени создава големо незадоволство и тие решаваат својата несигурност да си ја решат со естетска хирургија. Дали секоја жена која што е незадоволна од своите дојки е добра кандидатка за нивна корекција? Секако, прво мора да дојдат на консултација, да им се објасни што е можно да се направи, што не е можно да се направи, зависно од локалниот наод, како изгледаат тие гради, какви биле предходно, обично носат и слики или какви би сакале да изгледаат, и треба да се најдеме негде на средина. Нели? Желбите на пациентката и можностите на хирургот, односно и локалните можности, самата анатомија на лице место, односно како изгледаат градите во моментот и што би можело да се направи со тие гради. Значи имаат понекога жените и нереални очекувања? Секако, поготово пластичната хирургија, меѓутоа секако ние сме сите доктори и мораме да го зачуваме и тоа докторското, односно екстремните желби да ги сведеме на минимум. Успевате во тоа? Па да, по принцип. И треба така да се работи. Секако, нели, знаеме, пластичната, односно естетската хирургија е голем бизнис во светот. Се прават свакојаки операции, меѓутоа, реално треба, пошто се сите ние и хирурзи и доктори првично, и нивните желби, и нашите можности, и реалноста да ги собереме и да направиме тоа што треба и може да се направи. Да ги поканим и нашите гледачи да учествуваат со нивни прашања во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Гостин во студиото ни е професор доктор Боро Џонов, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по естетска и реконструктивна хирургија во Аџибадем, Систина. Докторе, на каков начин постигнувате зголемување на волуменот на дојките? Дали секога се стави имплант? Во принцип, најдобро е со имплант. До корекции може да се прават и со собствено ткиво. Може да се прават со липофилинг, да се извади од едно место, каде што има вишок. Обично... Тоа е трансфер на масти, всушност. Трансфер на масти од едно место на друго. Не може од друга особа, често пати пациентите и тоа прашуваат. Зошто не може од друга особа?
Затоа што е ризично. Прво, заради пренос на болести, друго, заради неприфаќање на самото ткиво и заради брза ресорбција на крају крајава. Меѓутоа, проблематично е секогаш кога се прави таков трансфер. И овој трансфер не е за секогаш, значи треба да се прави во неколку наврати. И морам да напоменам дека исклучиво само е конкретно нас ние загради сега темата, исклучиво со трансфер на масти не може да се направи аугментација на дојките, односно зголемување. До корекција да. И ние често пати го користиме. Исто така и при реконструкција на дојки го користиме као помошно средство. Меѓутоа, исклучиво сепак златен стандард се импланти. Што содржат имплантите? Во принцип, во денешно време, за разлика од порано, се исполнети со така наречен биогел, тоа е повторно силикон, кој што е френдли за самото тело. Исто така, обвивката е направена од полимери кои што се хипоалергени и кои што не предизвикуваат голема реакција на организмот, пошто сепак е тоа страно тело кое што се внесува во организмот. И во денешно време се доведени до толкава совршеност да многу се мали реакциите на организмот на тие импланти. Се, историски ако гледаме, се покушавало со разни други субстанции, меѓутоа се увидело дека сето тоа поште штети на организмот отколку биогелот, односно силиконот. Секако постојат и импланти кои што се полнат со физиолошки раствор, меѓутоа проблемот е самата трајност, затоа што од каква и да е мембрана да се направени, пермеабилна е таа мембрана, физиолошкиот раствор оди во организмот и значи, за неколку години, за неколку години го губат самиот облик. Дојките и треба да се менуваат тие импланти, да. Имаме гледач на линија, да му дадеме можност да го постави своите прашања, виднаш потоа продолжуваме со прашања за имплантите. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Гостивар. Така? Голема благодарност на емисијава за професор доктор Џонов. Јас сум од Гостивар Војни Илковски, што ме спаси од плинска боца експлозија до 3 степен во 2017 година. И сум многу заблагодарен во изведбата што ми направи све, ме направи цаком паком, така речем минашки, и многу сум заблагодарен. Може ме знаете мене пак, и Војни Илковски од Гостивар. Секако. И раката прва ми ја направи многу добро. Сега кога ќе позамине короната, другата рака многу сум благодарен на Џонов. Така, ви благодарам што се вклучивте во емисија да го споделите вашето искуство. Ова се професора најголемите комплименти кога ќе се јават задоволни. Тоа е нашата радост, пошто нели работиме за луѓето и тоа е нашата етичка норма, односно да им се помогне на луѓето. Па и естетиката е еден начин за да се многу важен дел од од животот. Кога зборуваме за имплантите со кои што се зголемуваат дојките, постојат ли различни типови? Како да знаеме кој имплант е најдобар за нас? Да, секако постојат различни типови, варираат од производител до производител. Кај нас морам да кажам дека се стават импланти исклучиво кои што се регистрирани во нашата држава. Имаме два типа на импланти и двата типа се реномирани. Облиците зависат од тоа прво од желбата на пациентката, за каков облик сакаат да се прават тие гради, и друго од можностите. Не е секој имплант за секој гради. Така да Што тоа значи? Ако се многу мали дојките, може се стави веднаш голем имплант? Веднаш голем не, повторно од локалниот нафт.
Така. Секако, имаме параметри, зависно од градниот кош, зависно од состојбата на кожата, зависно од состојбата на жлездата и им препорачуваме на пациентките кој може имплант да се стави. Во однос на облиците зборевме, постојат округли импланти, постојат импланти со облик на солза, постојат импланти кои што имаат во профил се повисоки, пониски, вариетети кај што има повеќе силикон во еден дел од имплантот, во друг помалку и така натаму. Постојат ли ризици доколку се стават импланти? Да речеме, при повреда, некаков притисок, да прснат, да се излее силиконот во организмот? Производителите обично даваат некои гаранции, односно до некои 35 години гаранција даваат за самиот имплант дека нема да направи проблем. Искуствено, во главном тешки повреди, притисоци знаат да доведат до руптура на имплантот. И до сега, барем во моето искуство, имало 2-3 пати да се случило такво нешто, поготово при тешки сообраќајки. Инаку само од себе, во принцип, имплантот не може да руптурира, нити па со вежбање може да руптурира, нити па со некој притисок нормален. Меѓутоа се случувало при тешки повреди да се случи тоа. Колку време трае закрепнувањето по зафатот и дали е сложен целиот зафат? Веќе долги години ги работиме тие зафати рутинирано, така да зависно од локалниот наод, во принцип не се многу сложени тие зафати, интервенцијата трае околу час, час и половина, а во однос на закрепнувањето, зависно каде ќе се стават имплантите, дали се под мускул, дали се под обвивката на мускулот или под самата жлезда, такво и закрепнувањето. Во принцип, после 15 дена пациентките се функционални, со тоа што се ограничени ограничувања. Не сме да се дига тешко, нема фитнес, поготово градни мускули да се вежбаат и треба да го носат тој ортопедски градник, со тоа што оптимално е некој 2-2,5 месеца да се носи тој ортопедски градник и секако наредните 6 месеци нема солариум и нема топле сунчење заради лузните низ кои што е ставен имплантот. Не е препорачливо, затоа што тие лузни пигментираат под дејство на сончевите зраци и треба да се кријат барем првите 6 месеци. Колку време по операцијата, по хируршкиот зафат, може да се види конечниот изглед, конечниот облик на дојките? Обично после 6 месеци е дефинитивниот, затоа што тогаш веќе убаво легнува имплантот, е наместен каде што треба, сите отоци ги нема веќе одамна, лузните исто така поминале низ цел тој период на матурација, така да негде им кажуваме на пациентките дека по 6 месеци е дефинитивниот изглед. Се губи ли чувствителноста околу брадавките или пак воопшто чувствителноста на дојките? Не сме да се изгуби. Не сме да се треба да биде нормално. Тоа е веќе компликација доколку се изгуби. Затоа што доколку се изгуби чувствителноста или имплантот притиснал каде што не треба, или за време на интервенцијата се прекинати нервите кои што ја нервираат брадавката и ареолата, така да во принцип треба да е се на свое место, дури претходно што спомнувавме за лактација и така натаму, имплантите одат секогаш под жлезданото ткиво. Што значи дека може да дојат жените? Пациентите можат и да дојат после една таква интервенција. Докторе, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешниот разговор, ќе проговориме и за подигнување на дојките, за намалување на големите дојки, реконструкција на дојките, но и корекција на дојките кај мажите, бидејќи понекогаш и имаат потреба за такво нешто. Станете на тело.
За корекцијата на дојките, подигнување, зголемување или пак намалување, зборуваме со професор доктор Боро Џонов, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија во Аџибадем Систина, но и во клиничката болница за Универзитетската клиника, поточно за пластична и реконструктивна хирургија при клиничкиот центар во Скопје. Професоре, сега жените имаат една дилема. Доколку имаат вградено импланти во дојките или пак планираат еден ваков зафат, дали би смеле да се вакцинираат против ковид, бидејќи излегува некои информации дека оние кои што имале филери во лицето се соочиле со алергиска реакција при примање на една од вакцините. Што велат сега најновите информации? Излегува конкретно чаршиски кажано многу муавети околу тие реакции. Во принцип, на крај излезе дека сите естетски корекции се проблематични во однос и на зараза на ковид и на после примање на вакцина. Меѓутоа, вистината е друга. Сите студии што излегува до сега, во принцип, алергиски реакции се јавуваат кај две вида вакцини, односно РНА вакцините, и дека се јавуваат исклучиво при апликација на филери, односно филери аплицирани последните 6 месеци пред вакцинацијата или пред заразата, или 3-4 месеци после вакцинацијата или заразата. Во однос на другите естетски корекции, па и вградувањето на импланти, досега не се забележани било какви случаи на алергиски реакции, на реакции, било какви други, така да во однос на вакцинациите сите други естетски корекции се сигурни. Сега, што се случува всушност? Во главном филери кои што се аплицираат се хиалуронска киселина или колаген. Секоја имплантација, па и имплантите силиконски се страно тело, односно во однос на организмот. Меѓутоа, при апликацијата на филерите, ние немаме бариера како кај имплантите помеѓу филерот и ткивото, односно организмот, се нанесуваат филерите во самото ткиво. И тука доаѓа до реакција, пошто при вакцинацијата се зголемува имуниот систем во организмот и он реагира веќе на све што е страно тело. И при таа реакција доаѓа кај негде 10% се или и помалку дури во студиите наведени, да се јавиле алергиски реакции со отоци, со црвенило и така натаму. Меѓутоа и сето тоа е решливо после апликација на кортико, на антихистамини, за ден-два секаде веќе стивнувала таа реакција. Важи истото и за ботокс? Ботоксот не. Ботоксот е сосема друг состав, ботулинум токсинум, и сушност не се однесува као страно тело, него е токсин кој што ги имобилизира нервите и мускулите. И поради тоа, такви реакции при апликација на ботокс до сега не се забележани. Нити пак се забележани кај другите интервенции естетски, каде што имаме вградување на страни материјали. Професоре, а како се решава проблемот? Доколку дојките се спуштени, опуштени, како да се врати нивната форма? Еве, некои жени не сакаат да стават имплант. Може ли да се реши проблемот на поинаков го начин? решаваме проблемот со сопственото ткиво, односно со тоа што располагаме. И уметноста е во тоа да се добие максимум од тоа што располагаме. Секако, кога пациентките ќе дојдат на консултација, им се предочува начинот на интервенција. Главно и што најмногу им смета се позицијата на лузните постоперативно. Каде се наоѓаат тие? При овие интервенции, поготово при редукцијата на дојки и проподигањето на дојки, имаме видливи хируршки резови кои што се наоѓаат околу самата ареола или на средината на самата дојка,
секако им се прикажува тој нагледно, односно слики како изгледаат тие лузни по 1 месец, по 3 месеци, по 6 месеци, и дека после 6-тиот месец више се сосема помалку видливи тие лузни и пациентите треба да се сложат со тоа. Пошто секаде и кај нас се истите техники и било каде у светот, се уште не е најдена оперативна техника која што би била без никаква лузна, поготово на подигање на градите и кога се прави без имплант. Затоа што некогаш со самото вградување на имплант може да дојде до подигање на дојките и пациентката да е задоволна со тоа. Меѓутоа има и екстремни случаи каде што мора да се прави хируршко подигање со редукција на кожа и тие вертикални резови се сушност најголемиот проблем. Се случува ли често жени кои што имаат големи дојки им представуваат проблем, болки во грбот и слично, да бараат редукција или пак почесто бараат зголемување на дојките? Секако во денешно време повеќе се тие што бараат зголемување. Меѓутоа ние припаѓаме на медитеранскиот сливен базен и обично, така да кажам, јужњачките жени секогаш се со поголеми гради. И секако има и такви пациентки, и тоа уште од најраната возраст, од 18 години па нагоре, кои што имаат хипертрофија на дојки, така да ја наречеме хипертрофија, па и гигантомастии, за кои што има и медицинска индикација за да се направи редукција на тие дојки, заради, како што кажавте, кичмениот столб, оптеретување на рамениот појас, и некогаш се прават тие интервенции во раната возраст. Повторно ќе напоменам, значи, истата процедура е како и кај спуштените дојки и затоа пациентките треба да се сложат со тие лузни. Секако постојат и третмани за тие лузни, ние постоперативно ги препраќаме и кај колегите дерматолози. Прво се пробува со разни масти и гелови, секако тука е и лазер абразијата на тие лузни за да се сведат на минимум. Морам да спомнам во теке и формирање во Аџибадем Систина на Центар за перфекција, каде што има тимот искусни дерматовенеролози, кои што работат и естетска дерматологија, секако во соработка и со нас, пластични реконструктивни хирурзи и гости од странство, за да се добие еден целокупен третман. Максимален ефект да се постигне. Максимален ефект, исто така и за постоперативниот третман, со физикална терапија, со лимфни дренажи, да се олесни оној период на рековалесценција, односно постоперативно да се скрати периодот на враќање во форма на пациентките. Професоре, некогаш и мажите од одредени причини имаат истакнати дојки. Се случува и тие да сакаат да го нормализираат својот изглед. Каков зафат се прави во ваков случај? Кај мажите е ситуацијата таква да најчесто етиологијата на зголемување на дојките е или зголемување на некои хормони повторно, слично како кај жените, доколку настане хипертрофија на жлездата, секако зголемување на тежината, и тоа е најмногу, околу 80% се такви случаи, и зимање на некои лекарства, поготово диуретици. Знаат да го направат во подолг временски период, да направат гинекомастија. Пристапот е се прави или класична мастектомија, така го викаме ние, значи комплетно вадење и на масното и на вишокот жлездано ткиво. Лузните се минимални, се прават на самата ареола, и кај оние кај што е поголем процентот на масно ткиво во дојките, можно е да се сработи и со липосукција, и тоа е интервенцијата многу полесна и поедноставна.
Професоре, некои жени имаат стрии на дојките. Како се решава тој проблем? Со стриите проблемот кај жените, па и кај мажите, нели, со зголемување на тежината настанува раскинување на сврзните врски во самата кожа и доаѓа до пукање на колагенот. После тоа со ослабувањето, намалувањето на тежината, тие многу повеќе се познаваат. Од хируршки аспект многу е тешко да се решат со хирургија зборам, да се решат стриите. Во главном тука соработуваме со колегите дерматолози, кои што зависно од кога се настранати стриите, колку временски период перзистираат, се прават или дермоабразии, или ласер абразии, за да се намали видливоста на тие лузни. Затоа е потребно, конкретно во бременоста, или кога ќе почувствуваат или ќе видат пациентите дека веќе се формираат стрии. Денес на пазарот постојат мал милион препарати за мачкање со кои што треба да се третираат за да се намали формирањето на стриите на кожата. Значи, откако ќе се формираат, не е така едноставно да се елиминираат. Не е така едноставно да се реши. А што е со жените кои поради карцином останале без една или пак без двете дојки? Возможно ли е да се реконструираат нивните гради веднаш по хируршкиот запад или пак некогаш е потребно да се почека? Индикацијата за такво нешто секако кај нас, пошто карциномите на дојка во секоја држава е различито, кај нас ги третираат торакалните хирурзи и во Аџибадем Систина и во клиничкиот центар. Индикацијата е да торакален хирург, односно тој што или е оперирал предходно или треба да ја оперира пациентката. Не е можно кај сите да се прави веднаш реконструкција. Тоа мора да се бирани случаи кај пациентки кај што не е раширена болеста, каде што е помал туморот и секако многу е позитивен тој начин на примарна реконструкција затоа што пациентката едноставно после анестезијата, после интервенцијата повторно се буди со дојка која постои. Значи не недостасува органот кој што треба да се извади заради радикалност и заради понатамошно здравје. Во принцип, реконструкциите, ова збориме за примарна реконструкција, кога во исти акт се прави, тоа го работиме и во Аџибадем Систина, секако и на клиника имаме една голема серија на случаи заедно со торакалните хирурзи. Меѓутоа, кај е строго контролирани и бирани случаи. Во однос на секундарната, повторно во консултација, поготово со онколог и торакален хирург, најбрзо што може е негде за 6 месеци постоперативно, доколку не постојат раширувања, доколку дадат индикација самите колеги, тогаш може да се пристави на реконструктивна хирургија. Дали имплантот кој што би се вградил го зголемува ризикот болеста да се врати? Не, секако не. Истото и за естетските корекции, нели, од чиста естетика. Правени се студии, поготово во Соединетите Американски држави, кај пациентки кај кои што се вградени импланти, кај пациентки кај што не се вградени импланти, така да процентот на јавување на карцином на дојка е комплетно ист. Во однос на диагностиката, нели, кај тие што веќе имаат ставено импланти у порана возраст, во однос на скрининзите, знаеме дека и покрај постоењето на импланти, они може да ги прават тие скрининзи, најчесто со ехо на дојките, а исто така и магнетна резонанца на одредени временски периоди, за да доколку постои нешто или има индикација за нешто, се открие на време. Доколку ареолата, односно брадавката, ја нема и од страната при операцијата, што се презема во таков случај?
тука имаме веќе реконструкција со сопствено ткиво. После самата реконструкција, иако ние во моментот збориме за реконструкција на дојки со импланти. Имаме и други начини на реконструкција на дојки, комбинација некојаш се прави имплант и сопствено ткиво, се зема мускул од грбот за да се добие поголем волумен и за да се покрие имплантот. Тренд во светот е микрохирушка реконструкција, се зема ткиво од стомакот за да се направи нова дојка. Конкретно за реконструкција на самата мамила, односно брадавката, секогаш се користи кожата која што е врз имплантот, односно која што е наградниот кош. Тоа е, во принцип, ги правиме околу 6 месеци после реконструкцијата, кога ќе имаме доволно кожа, кога ќе имаме доволно волумен и е мала интервенција во локална анестезија и е многу захвална интервенција затоа што пациентката всушност го добива обликот и ликот као нормална дојка. Малку поголем проблем е да се долови пигментот на ареолата. Тука имаме поалтернативен пристап. Со тетоважа, со тетовирање. Најчесто затоа што сите други начини се малце повеќе мутилантни, треба да се земе кожа која што е попигментирана, а тоа е најчесто под пазувите и ингвинално, односно од ципите или од големите усни на вулвата, што е многу помутилатен пристап, вака поедноставно се решава пигментот. Професор Исусема, за крај, кукав е интересот за естетски корекции и реконструктивна корекција на дојки кај нас? Има голем интерес. Поготово зголемен интересот за реконструкции на дојки. Пациентките веќе, така да кажам, се освестуваат, имаат желба. Секако им предочуваме кои се можностите. Идеално нема ништо. Секогаш им се кажува тоа дека перфектна симетрија не можеме да добиеме. Меѓутоа, сепак да направиме една нова дојка која што ќе го замени сето тоа што претходно било. А со тоа и е голем психолошкиот ефект и нели она што викаат self-esteem. Така, самодовербата, да се поткрене. Да. Професоре, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што убаво и концизно ни ги појаснивте сите аспекти поврзани со темата за која што се говореше во емисијата. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта, професор доктор Боро Џонов, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по реконструктивна и естетска хирургија, беше наш денешен гостин. Се гледаме секој работен ден во Телма амбуланта. Останете во добро здравје. До гледање.